Здраво, Македонија! Време е за листа за 300. Квиз на знаење и надмудрување кој што може да го гледате само на Сител телевизија. Значи, надпреварувачи се веќе во нашето студио и подготвени се да влезат во нивните надпреварувачки кабини. Па затоа, да не должам повеќе, време е да ги повикам. Веќе 4 пати победници во листа за 300 или 5 пат учесници во нашиот квиз, а тоа се Андон и Стефан. Повелете. Да ги збуниме малце гледачите. Сега се колку пати ли бе учесници Андон и Стефан? 4 или 5. Така е, 5 пат денеска. Честито. Благодарам. Растуривте, секоја чест. Почнавме малце така нели на почетокот. Климаво со парите која станува збор, иначе се друго си беше како што треба, но потоа фативме ритам и минатиот пат 300 евра ми земавте. Така. Ова прилика да ги поздравиме гледачите на телевизија Сител и на квизот Листа за 300. Убаво искуство, убаво дружење, нови лица, нови познанства. Ќе се пријавите ли уште еднаш? Понатаму. Секако, Ако не сакате. Така е, па нормално, зашто да не сакаме добри надпреварувачи. За денеска подготвени? Секако, да. Повторно шанса ќе имате за парична награда, но денеска искрено имате интересни противници и они се со искуство во нашиот квиз и во повеќе други квизови, затоа ќе треба повнимателно и посконцентрирано. Се надевам дека сте дораснати за задачата, така Се ли? надеваме, да. И денеска во улога на домаќин. Стефан, да не сакаш ти да додадеш нешто? Да Мислам поздравиш дека дека сите ги поздравивме. ќе ги чуваме зборовите за во Ете, кабината. уште еден поздрав до сите познаници. Супер. Членовите на Македонската квиз асоциација, уште Така еднаш ќе ги поздравам. Така дај да ги поздравиме и нив. Уште еднаш ќе ги поздравиме. И да им апелирам да се пријавуваат почесто во нашиот квиз, доколку нели. Ако сакаат да си го тестираат на вистина знаењето. Андон и Стефан, со среќа во продолжение Благодариме. и денеска како домаќини во домаќинската кабина. Секако тука во нашето студио се и нивните противници. Секако без нив не ни би можеле да продолжиме понатаму со листа за 300. Затоа да ги поздравиме Ранко и Љубен. Повелете. Ранко, здраво. Добро вечер. Ајде, да се поздравиме Љубен, здраво. Почитување. Како сте? Добро. Добре, здравието не служи ли? Мора, кажи. После ковидот добро е. Да, точно така. Конечно, ајде. Го вративте ли животот во ритам после целата на ковид ситуација или Работата е ухвати ритам. да, баш така ухвати ритам цело време. Ранко, накратко да ни се представиш, те знаат веќе гледачите, ама ајде. Ранко Марковиќ од Скопје, татко на 2 деца, Голем поздрав на нив. дедо на 2 внуки, Милица Камилица и Симона Бомбона. Да се живи и здрави, бе. Голем поздрав од дедо. Љубен, кај тебе, што се случува? Ништо не се случува кај мене, пензионер. Пензионерски. Хоби некое? Има ли? Преска ми спомна дека си пешачал. Пешачам, да. По колку километри на ден, Љубен? Па Имаш ли? завише од 5, па Па нагоре, одлично. Супер, тоа е одлична бројка. Во последно време е модерно нели по чекори да се брои, мислам така па се имам сите. педометар. Така, одлично. Се ги мери Па значи чекор. толку го рачунат чекор 70 сантим од прилика. Колку чекори прави дневно Љубен? Знаеш ли вака? Од прилик. Па од 8 нагоре, од 8.000. Да, супер. Одлична Па бројка да има продолжиш. така. газибава на Трим патека ќе е свртан 2 пати толку. Многу убав парк имате таму, Газиво. Сериозно, парк шумата е многу убава. Во едно време многу често одев, сега поретко, но ќе затопли, па пак ќе се вратиме И натаму. ние у Радишани исто. Така и во Радишани, точно. Се поблиску мене, преку мост ми е Газиво, па затоа. Така е. Следна прилика ќе вас во Радишани малце Така е, напишам. така е. Љубен и Ранко, спремни ли сме? Подготвени за денеска? Да. Одлично. Имате интересни противници, 5 пати ме во листа за 300, затоа внимателно, Кај се сконцентрирани. јави овие нигде никаде ги. Ајде, си ги Што е знаете работа? вие, ма, се знаете вие квизаджиите. Да ги заплашиме момците, ама се фантастични. Да, Ја лично многу ги ги уплаши, познавам. така. Да. Супер. Се надевам на Со многу добра- респект. Така, на добра емисија денеска се надевам. Респект така е, и Ќе кон видиме. едните и кон другите. Денеска како предизвикувач, па ќе видиме како ќе продолжи понатаму работата. Повелете во Благодариме. предизвикувачката кабина. Фала. Андон и Стефан, односно Ранко и Љубен се во нивните надпреварувачки кабини. Сега, драги гледачи, треба ние да провериме дали сите функционираат онака како што треба, за да си продолжиме понатаму без никакви проблеми. За таа цел, ќе ве замолам да исклучиме кабината на Андон и Стефан, односно денешните домаќини. Ранко и Љубен, дали се слушаме?
Да, Се слушаме, Си да. знаете, веќе ако имаме некаков технички проблем, ќе ми кажете, ако нешто не чуете, ќе ме прашате. Така. Со среќа во продолжение, ќе исклучиме сега и вашата кабина, Благодариме. за да провериме кабината на денешните домаќини. Андон и Стефан, дали се слушаме? Се слушаме. Немаме никакви проблеми. Нема проблем. Одлично. Не ни сакаме понатаму да има проблеми, но по некоја случајност, ако се појават, да ми кажете. Сакате. Драги гледачи, ете сите се уверивме во исправноста на нашите надпреварувачки кабини. Сега е време и да започнеме. А како и секогаш, така и денеска ќе започнеме со првото надавање, односно првата лицитација. А темата за истата гласи: градови во Хрватска и во Србија со над 10.000 жители. Бараме имиња на градови во Хрватска и Србија кои според статистичките податоци во соодветните држави имаат повеќе од 10.000 жители. Андон и Стефан, дали ни е јасна темата? Да. Одлично. Ранко и Љубен, дали ни е јасна темата? да. Одлично. Хрватска и Србија. Хрватска и Србија, така, над Одлично. 10.000 жители. Драги гледачи, знаете дека први со надавање започнуваат тековните предизвикувачи. Денеска тоа се Љубен и Ранко. Ќе ве замолам да исклучиме кабината на Андон и Стефан. А кога ќе имате понуда, да слушнам. 5, 5. Стартуваме со 5. 7. 7. 9, 9. 1 повеќе 10. 10. 11, 11. 12. 12. 15. 15. Идеме до 30, ако сакат више, нека ќе ги пушти. 16. испод 30. Што? 16. На 30 ќе пушти. Ма какви? Колко? 16. 18, 18. 23. 23. 24, 24. Не кажувај одма сега. Не кажувај одма, почекај. 25. 25. 25. 6, Ти викам, не 26. кажувај одма. Како да мислиме, глуми малце. добро. 27. 27. Шкому се ги пуштиме? 28, 28. Кажи 28. 28. 28. Сицирам. 29. 29. 32, кој веќе више ги пуштиме, ваѓа? не. Нема како Колко? најдеш 30, 30. 30, 30, ајде. 30. 30. Не знаат повеќе. 31. 31. 32, 32. 33. 33. 34, 34. 'Нека одговараат 34. Да одговараат во ред. Андон и Стефан решија да ви препуштат на вас како предизвикувачи денеска, да се размрдате малце и да одговорите на темата градови во Хрватска и Србија со над 10.000 жители. Ранко и Љубен, имам 34 празни полиња, ви треба 34 точни одговори. сакаш од Хрватска до Србија, или од Војводина. Ајде да ви водиме. Ајде. Може. Може. Да. Суботица, Суботица. Суботица. Прв точен одговор. Сомбор. Сомбор, Сомбор. Така е. Сремска Митровица.
Сремска Митровица. Сремска Митровица. Така е. Нови Сад, Нови Сад. Така е. Вршац, Вршац. Точен одговор. Кикинда там. Кикинда. Кикинда. Точен одговор. Зренјанин. Зренјанин. Точен одговор. Апатин. Апатин. Рума викаше. Рума е. Така е. Рума ја кажавме? Не. Рума. Рума. Сигурен. Така е. Па и батальон. Не. Чекай, кажи, прво консултирај се, кажи со мене. А, Панчево. Панчево. На Дунав. Смегарево. Точен одговор. Шид. Како ще? Шид. Разборе, чу, служа ми мене. Шид. Шит. Така е. Чекай. Ајде сега да почнеме од Шумавија. Шабац од кај беше? Шабац. Шабац го рековме ли? Шабац. Шабац. Не. Не. Не е каже. Шабац. Шабац ке го играме. Добро. Само 8.000 живеат во Шабан, малото на Шабан Шаулич. Така. Точен одговор. Крагуевац. Крагуевац. Краљево Крушевац. Точен одговор. Чачак. Чачак. Со Чачак 14 точни одговори. Краљево, Краљево. Точен одговор. Крушевац. Крушевац. Колку бидна, бе? Бидна. 16 до сега, скоро на пола. А, Ајде Ниш. кој? Ниш. Ај Ниш. Ајде Ниш. Београд, таму тај. Така е. Београд за крај ќе го чувам. А вај кажи го Београд. Београд. Ајде. Белград. Не сега овие места што се Така е. Врања, Лесковац. Врање. Врање. Така е. Лесковац. 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 Из Лесковац. Така е. Ужице, дали го кажав? Мислам дека Не е не, кажано, не е не. кажано. Ај Хрватска сега да ја фати. И Ужице е точен. Да, можеме. Нови Пазар. Нови Пазар. Така е. Валјево, дали го кажавме? Валјево. Мислам дека не е Не. кажано, не. Пирот. Така е. Пирот. Пирот. верно. Сега, се извинувам, Нема проблем. дали Косово се смета за... Не се меше. Прашајте, за да ги кажам тие 4-5 града. Не ги кажува подобро, зашто малце ситуација, да. Океј. Да, не. Ај се од Хрватска видим, а? Колку има? 20 и... 24. Имате точни одговори, значи че колку ни требаат, уште 10. Ај Загреб. Стартуваме со Хрватска, ајде ни фалце. Така е, точен одговор. Вировитица. Вараждин. Вараждин. Вуковар и Вировитица. Вуковар и Вировитица. Чекај. Славонски Брод. Па и они го сијети. Славонски Брод. Секунда само Добро. и за Вараждин.
Така е, Вараждин е точен одговор 46.000. Потоа што реков, извини? Карловац. Карловац. Така е, Осијек. Осијек. Vinkovci. Винковци. И Осијек е точен. Vinkovci. Винковци. Da. Така е. Сплит, Риека, Дубровник. Сплит ќе одиме прва, чекај. Шибеник и Задар. Така е, точен одговор. Потоа рековме Риека, Риека. Така е. Дубровник, Дубровник. Задар. Шибеник го кажа. Задар, Дубровник точен, Задар. И вие мислете кој последно ќе биде? Zadar Задар. i kako posledno Š Šibenik. Само момент, за последна буква кажи, така. Така и Задар и рековме Ш како Шибеник. Š kako Šibenik. Така да завршиме на буквата Ш. Шибеник за 34 точни одговори за Ранко и Љубен. Кодапатин до Шибеник. Така, супер бевте, одлично. Се гледа дека си имате познавање на оваа У тема. пола градови војска бевме таа. Тоа сакам, викам ај да не кажам јас, да не биде од мене дека изрегло. Važno, sите su pominal. Баш ми е драго. Јас ја немав таа среќа, искрено да ти кажам, ја бев онаа генерација која што не успеа да отиде на екскурзија низ цела Југославија и многу ми е криво за тоа. Ама тоа е што е. Ранко и Љубен, не се опуштајте во продолжение, знаете дека имаме уште една лицитација, така е. Андон и Стефан. Знаевте, очекувавте дека може и вака да заврши целото без разлика на полињата, знаете кои седи нас против вас, но исто така си ги знаете и вашите квалитети, знаете дека нема откажување до крај. Имам уште една лицитација и се може за миг да се промени. Како и да е, јас ќе ги прочитам сега оние градови од Хрватски Србија со над 10.000 жители, дел од нив кои што не ги кажа. Имаме тука Вуковар, пота Ѓаково, Книн, Копривница, Макарска, Опатија, Самобор, Синј, Славонски Брод, Трогир, Чаковец, пота ги имаме од Србија тука Бор, Зајачар, Јагодина, потоа Лозница, Пожаревац ми направија проблем, надпреварувачите ги кажа поголемиот дел. Потоа Ужица и така натаму, не можам да извојам, ги имаме, знам, Апатин, Арангеловац, Бачка Паланка, Бечеј, Горњи Милановац, Ковин, Неготин и така натаму. Како што напоменав, драги гледачи, сега е време за второто надавање, односно втората лицитација. И на едните и на другите многу им зависи од истата. Затоа, да не должа многу. Темата за втората лицитација гласи: кошаркарски репрезентации кои учествувале на Европско првенство. Бараме имиња на репрезентации кои учествувале во завршницата на било кое Европско кошаркарско првенство од првото одиграно во 1935 година до последното одиграно во 2022 година, без обзир дали освоиле медал или пак не. Исто така се признаваат и државите кои веќе не постојат, а учествувале на европските првенства. Ќе ви дадам една мала помош дека на завршниците учествувале и репрезентации кои географски не и припаѓаат на Европа. Чисто колку да си знаете. Андон и Стефан, како домакини да ме прашам први дали ви е јасна темата? Да. Одлично. Ранко и Љубен, дали ни е јасна темата? Jasno je. Јасно е, одлично. Знаете дека за втората лицитација први со надавање започнуваат оние кои што имаат резултатска негатива. По првата одиграна лицитација тоа се Андон и Стефан. Ќе ве замолам да исклучиме кабината на Ранко и Љубен. Андон и Стефан, кога ќе имате понуда да чујам? Со 5. Започнуваме со 5. Или тоа не е 100, не сите. 5. 10, 10. 10. 12. 12. 15, 15. 17. 17. на колку да иде, не? 18. 18. 19. 19. 20. 20.
Стефан, не се двоуми толку као морало да ви падна кога седнавте спроти Илјуев, да, не. 21. Или се изморивте веќе? 21. 20 преку глава од Охрид Скопје. 21. И 2. 22. 23. 23. 24. 24. 25. 25. 25. 26. 26. 27. 27. Колку да идеме, кажи, до колку? Од 30 знаеме више? 28. 28. 29. 29. 30. Округло 30. 31. 31. Некој одговара. Нека одговараат. Нека одговараат. Ранко и Љубен се одлучија да им дадат шанси на Антон и Стефан. Да, самите, нели, резултатот да зависи од самите нив. Ако изедначите, се е по ваша заслуга. Ајде, Кога СФРЈ. ќе бидете подготвени, повелете СФРЈ. Социјалистичка Федеративна Република Југославија, прв точен одговор. Македонија. Македонија. Така е. Грција. Грција. Така е. Србија. Србија. Така е. Црна Гора. Црна Гора. Босна Точно. и Херцеговина. Босна и Херцеговина. Така е. Хрватска. Хрватска. Точно. Словенија. Словенија. Така е. Италија. Италија. Точно. Унгарија. Унгарија. Точен одговор. Чешка. Чешка. Така е, точен одговор. Чехословачка. Чехословачка, Чехословачка. Така е. Германија. Германија. Така е. Холандија. Холандија. Така е. Шпанија. Шпанија. Така е. Франција. Точен одговор. Литванија. Литванија. Така е. Летонија. Летонија. Така е, точен одговор. Финска. Финска. Точен одговор. СССР. СССР. Така е. Русија. Русија. Точно. Украина. Украина. Точно. Грузија. Грузија. Така е. Турција. Турција. Точно. Израел. Израел.
Точно. Египет, Египет. Тоа што е интересно за Египет е дека е учесник на 4 првенства и еднаш е шампион. Бугарија, Бугарија. Така е. Велика Британија или Обединетото кралство, Точно така. Велика Британија. Денеска настапуваат под ова име, во минатото под други имиња. Точен одговор, 28, уште 3. Полска, Полска. Така и Полска е точен одговор. Уште 2. Белгија, Белгија. Стефан, одма знам кога не си сигурен во нешто. Како ќе кажуваш. Така е точен одговор. Португалија, Словачка, Шведска, Норвешка, Испанија, дали. Португалија се моментално слаби. Готово е сега. Ајде, Ајде. Оствари Белгија ја кажав. Белгија кажана. Која? Мора да убрзаме. Западна Германија. Чекав, не текнете некоја друго. Ќе морам да почнам да бројам, момци. Ајде, одлучете се. Или Белгија. 10. 9. Португалија. 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 Со свирежот на судијата. Кристијано Португалија. Роналдо. Ќе ви кажев, одма требаше само да ме прашате марше Португалија, јас ќе ви речев. Не се кирете. Португалија, 31 точен одговор за Андони Стефан, со што успеваат да го изедначат резултатот и тоа буквално, ќе речам, со свирежот на судијата во оваа ситуација, у 90-та. Браво, но ништо не е готово, сега ќе играме пенали. Знаете дека на пенали напоредно се одговарат едните па другите, се додека некој не погреши. Но пред да соопштам темата за денешните пенали, да прочитам уште дел од оние кошаркарски репрезентации кои учествувале на Европско првенство. 48 се наброи, што значи ми остануваат 17 да одвојам од тука. Нема да го правам тоа, ќе пробам некој да кажам, кој што ми се така. Позвучи, тука имаме Албанија, потоа Англија, која што така настапува 3 пати во минатото, потоа Естонија, не знам дали ја кажам, Иран, кој е учесник само еднаш во 1959 година, Исланд, Источна Германија, потоа Либан, кој е учесник 2 пати, Сирија, кој е учесник само еднаш во 1947 година, па имаме СР Југославија, Србија и Црнагора. Потоа, искрено, драги гледачи, имам проблем. Да издвојам еве Шкотска тука, која што 2 пати како Шкотска настапува во минатото и така натаму. Можете и самите да го изгуглате ова доколку сакате да ги дознаете сите оние 48 репрезентации кои што играле на завршницата на Европско првенство. А сега, како што реков, време е за пеналите. Пеналите ќе одлучат кој од овие два надпреварувачки пара ќе ми се придружи тука на главната сцена и ќе има шанса да освои убава парична награда. Затоа, да не должам повеќе. Темата за денешните пенали гласи: зборови од песната "Учи ме, мајко, карај ме". Бараме зборови од 3 или повеќе букви кои се содржат во народната песна "Учи ме, мајко, карај ме". Сите такви зборови, па макар се разликували за една буква, се сметаат за посебни зборови, но можете да ги кажете само еднаш. Ги бараме оригиналните зборови од изведувачите како Александар Сариевски, а не некои модерни верзии од современи пеачи. Андони Стефан, дали не е јасна темата? Да. Одлично. Ранко и Љубен, дали не е јасна темата? Супер. Песната се вика "Учи ме, мајко, карај ме". Да. Сега вака, зборовите од "Учи ме, мајко, карај ме" од насловот нема да ги играме затоа што се непарни и нема едниот ќе биде нели во негатива. Не е фер. Знаете дека при пенали први започнуваат со одговарање тековните предизвикувачи. Денеска тоа се Ранко и Љубен. Уште нешто, треба да внимаваат едните и другите како ќе си сугерираат за одговорите, затоа што сега кабините се вклучени, односно отворени. Затоа внимавајте и едните и другите. Да не должам повеќе. Време е да започнеме, како што реков, први ќе започнат со одговарање Ранко и Љубен. Повелете. Учи ме, мајко, карај ме. Да не ги играме тие, да. Ги тргаме тие зборови. Како?
Како? Јарко, ме прашуваш како? Викам се Белја направи. Како точен одговор? Земам. Земам. Така е. Мома. Мома. Така е. Убава. Убава. Сега да ви кажам и на едните и на другите, дека не морате поред да кажувате зборовите од песната, но така. Така е точен одговор? Дојде. 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 Така е. Точен одговор? Ситен. 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 Така е. Шарено. Шарено. Ситен Макдоналдс се да веќе не сум сигурен. Така е. Босилок. 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 Точен одговор. Китка. Китка. Ранко и Љубен, китка за жал нема. Ништо не е готово, да видиме што ќе кажат вашите противници, па ќе дознаеме. Чешма. Чешма. Точно така, шарена, чешма шарена. Андон и Стефан, ќе ви честитам уште еднаш успеавте да се излечете, пресвер да направите и по пети пат да застанете тука на главната сцена. Ќе имате шанса да освоите убава парична награда. Ранко и Љубен, за вас имам исто така изненадување едно. Знам дека ви од секоја сте биле добри губитници, ајде да кажам, коректни, но, баш заради тоа, ќе ви изненадам со право на учество, затоа што овој нивни пети последен пат ќе се дружиме повторно во следното издание на листа за 300. Со среќа. Со среќа, одлични бевте и вие, тоа си знаете. Но во оваа ситуација, ете, кога станува збор за песната, Андон и Стефан излегува како поуспешни. Сега вака, јас на кратко да ги прочитам зборовите од песната Учиме мајко караме и потоа ќе продолжиме понатаму. Учиме мајко кареме како да ја земам Лилјана. Лилјана мома убава, Лилјана тенка висока. Лилјана бела црвена, Лилјана ситен босилок, Лилјана една намајка. Учам те, синко, карам те како да ја земеш Лилјана. Повикај 300 мајстори, направи чешма шарена. Наврати вода студена, сите селани да дојдат. И Лилјанини другарки, ем сите калеш невести, белким Лилјана ќе дојде. Послушал Стојан мајка си, повикал 300 мајстори. Направил чешма шарена, навратил вода студена. Сите селани дојдоа. И Лилјанини другарки, ем сите калеш невести, белким Лилјана ќе дојде. Кучка Лилјана не дојде. Тоа се зборовите од песната Учиме мајко карајме. А сега, драги гледачи, е време да ги повикам Андон и Стефан повторно да ми се придружат тука на главната сцена и да видиме што ќе направат во продолжение. Затоа останете со нас, се враќаме по рекламите. Андон и Стефан по пети пат ми се придружуваат тука на главната сцена и по пети пат ќе имате шанса да освоите убава парична награда. Сена се, до сега ми однесовте 600 евра или повеќе? Колку? Толку. 600 евра. Одлично. Денеска ќе имаме шанса да уште повеќе да зголемиме во оваа сума или финансиското конто да го зголемиме. Знаете како треба. Сега темата е спремна, подготвена, но пред да започнеме, чисто за подсетување да поминеме низ нашата листа, да видиме каде лежат парице. Нашата листа е составена од 15 празни полиња, кои што треба да ги исполниме со точни одговори ако сакаме да освоиме она максимална сума. Во меѓувреме, за 3 точни одговори вас ви следуваат 50 евра, за 6 точни одговори 100 евра, за 9 точни одговори 150 евра, за 12 200 евра и за 15 точни одговори ќе ве испратам или избркам како сакате од нашето студио со 300 евра. Темата ми е подготвена и е поврзана со нашата прекрасна Македонија.
Сега ќе ви прочитам за што станува збор и таман и вие ќе си го тестирате вашето знаење, драги гледачи, на истата тема. Само момент, очигледно моите хакерски способности не се на завидно ниво. Еве, добре се снајдов. Ете така. Слушајте убаво и тестирајте го вашето знаење на тема општини во Македонија каде има новосело. Бараме имиња на општини во кои барем едно село се вика новосело. Во Македонија има дури 18 села со ова име. Едната сигурно ја знаете, затоа што се вика како и општината. Некои се мали општини, некои се градови. Ги прифаќаме сите каде има село кое се вика новосело. Андони Стефан, дали ни е јасна темата? Да. Ајде, сакам да ми изненадите на оваа тема. Дебарца, Струга и Ново село. И новосело, да. Да. Ајде. Вас сакам да ги слушам. Со Дебарца ќе почнеме. Започнуваме со Дебарца. Новосело од општина Дебарца. И Дебарца е првиот точен одговор за вас. Струга Струга, новосело во Струга. Така е. Точен одговор. и Ново село. И новосело. Тоа се првите три одговори со кои што Андон и Стефан си обезбедија 50 евра. Честитки до нив. Пала, Размислете сега, па ќе ми кажете дали. Ново или Тето, во моите имаат нов Тето, во моите. Костивар има сигурно. Костивар Штип и Костивар Штипи, ако има име на Куманово. Да пробам? да пробам, ајде што Ајде. Одиме уште еден. Ајде, ќе пробам. Ќе пробаме, ајде да пробам искрено, не знам како да ви помогнам на оваа тема. Нема. Гостивар? Гостивар. Вака, во Гостивар убаво си знаеш, си има новосело, но таму е познато како Врапчишко. Познато е како село Врапчишко, но неговото име е Новосело, ја колку што можам тука да разберам и да видам. Така е, точен е одговорот, се прифаќа, решија сепак да се прифати. Штипско Ново село. Штипско новосело. Така е, точен одговор. И Куманово ќе пробам. Куманово шест. И Куманово. Куде Кумановци мора да има новосело. И така е, нормално реки има. Со Куманово 100 евра се ваши. Размислете убаво. Дали сме сигурни со одговорите? Доста и кажи, да Ние не. одлучивме, Марко, да сте се 100 евра за крај. Мене беше чест и задоволство што 5 пати се дружев со вас тука и го тестира вашето знаење и тоа се покажа како повеќе од одлично. До сега успеавте да ни однесете 700 евра, ако не се лажам, така тоа беше она севкупна сума. Се надевам дека ќе биде доволна за војнина повторно да ве натера да се пријавите во листа за 300. Ние на крајов да се заблагодариме на телевизија Сител и редакција на квиз емисиите Листа за 300. Приемот за дружбата, се надевам дека гледачите уживаа во овие 5 наши емисии, се забавуваа, навиваа, па може и понешто и научија. Така, ја дефинитивно научив многу работи и мене ми беше, за мене ќе зборам сега, ептен, убаво дружењето со вас тука, па ќе кажам, се надам дека во иднина повторно ќе ми се пријавите. Ќе видите дел од нашиот квиз. А сега, пред да се одјавиме, драги гледачи, на брзинка да ги прочитам оние 18 општини каде што има новосело. Тоа се Боговиње, Велес, Врапчиште, Дебарца, Демирхисар, Ѓорче Петров, Желино, Зелениково, Кичево, Кочани, Куманово, Маврово и Ростуше, Новаци, Новосело, Радовиш, Струга, Чашка и Штип. Драги гледачи, како што рекол Андон и Стефан, се надевам дека уживавте во овие 5 наши другарувања со оваа екипа и секако поднаучивме нешто. Не ми останува ништо друго освен да ве поздравам, да ви препорачам да останете секако со програмата на телевизија Сител и да уживате во истата и секако да го чекате следното издание на нашиот квиз. До тогаш, ве сака Марко и ве сака телевизија Сител. Чао!